Почнуваме со емисијата Добар ден, велам уште еднаш од ова студио за Аргумент Плюс, како што најави во централниот дневник. Клучната тема за која што ќе разговараме денеска ќе бидат електричните тротинети, нивната примена. Се почесто ги гледаме, како што реков, не само на велосипедските патеки, туку ги гледаме и на коловозните ленти, тоа се возат по неколку лица, тоа се пред се деца, колку тоа е опасно и каде им е местото на електричните тротинети, каква е законската регулатива за овој вид на сообраќај. Зборувам со Миле Стојменов, сообраќајен вештак. Стојменов, ти благодарам што ја прифати поканата. Добар ден, ви благодарам и на вас за повторната покана во телевизијата. Чест ми што ме одбравте повторно да бидам ваш гостен и се надам дека со моето присуство ќе ga подигнеме свеста за користење на тротинетите и другите мерки на безбедност во сообраќајот со цел намалување на штетните последици, т.е. на сообраќајните незгоди со тешки телесни повреди. Така. Не само јас, туку и половина редакција беше заинтересирана за оваа тема, па ми помогнаа да дојдам до битни информации, например за Словенија, дека може да се вози под 15 години, односно не смеа да се управуваат тротинетите. Србија има регулирано, повеќето европски држави, како што е Франција, Холандија, имаат регулирано овој вид на сообраќај. Каква е регулацијата кај нас? Значи исто и кај нас има регулација од пред неколку години, па мислам дека дури и пред Србија да го донесе законот, тоест да ги внесе електричните тротинети во самиот закон за безбедност во сообраќајот на патиштата. И кај нас истото тоа е регулирано, но според моје мислење и мислење на колегите од областа на сообраќајот дека тоа е само делимично и треба унапредување на самиот закон кој според мои информации се работи на измена на законот и тоа баш со акцент на тротинетите. Што е сега постојана или актуелна? Значи сега според законот за безбедност треба се менува? Минимален услов е децата да имат наполно 14 годишна возраст. Значи деца по 14 годишна возраст не смеат да управат со електричен тротинет. Ниту во населбите? Ниту во населбите. Значи стриктно деца над 14 години. И тоа исклучува по велосипедски патеки, каде што максималната брзина е 25 км/ч, исто како и за велосипедистите, а доколку не постои велосипедска патека, тогаш по самиот тротоар и тоа со брзина не повеќе од 6 км/ч, што се смета за брзина на човечки од. Толку споро додат. Што доколку сообраќајен полицаец утврди дека вози побрзо или нема доволна возраст за возење, што велат санкциите? Во делот на санкциите, искрено да ви кажам, точно не сум запознат со самите мерки. Знам дека се санкционираат сето тоа, но не може да кажам точно со какви санкции, тоа е со која парична глоба се казнуваат родителите, бидејќи деца под 18 години не може да се казнат, бидејќи тоа нас од делот на безбедноста многу и не ни е приоритет, но знам дека се казнуваат родителите. Кои се најчести прекршоци што ги прават? Едно од најголемите прекршоци самите ќе се соочите, ќе видите скоро сите тротинети возат по лица, што е спротивно на моменталниот закон, иако јас сум на мислење и дека самиот закон не е функционален. Не може ние тротинетите да ги вметнеме заедно со пешаците и да возат со брзина 6 км/ч, тогаш која би била логиката да возиме тротинети. Со самото тоа ќе забележиме дека со самото присуство на тротинетите на самиот коловозни ленти, веќе по дефолт учесниците го прекршуваат законот. А најчести прекршоци кои настануваат за сообраќајни незгоди е преминување на тротинетите преку пешачки премин со возење, што ги става во ситуација да возачите немаат време да ги перцепираат како војаче на тротинет, бидејќи посебно во услови кога не идуваат позади паркирано возило или од тротоар, самиот возач самото размислување на возачот прави алгоритм како да е пешак и он смета дека пешакот има време од 3-4 секунди да дојде до самиот пешачки, а тротинетот со брзина од 25 км/ч, па дури и сами сме сведоци побрзо, доаѓа за пократко време од 1 секунда, што е време на минимално време за реакција на возачот и го става во ситуација од возачот да нема техничка можност да избегне сообраќајната несгода. Кој што најчесто завршува со тешки телесни повреди, да не кажам, бидејќи тоа е на
А имајќи во предвид и колку од самите тротинети носат заштитна кацига, тоа веќе го зголемува можноста за законско. Сега го има за носењето на кацига и е задолжително за тротинетите. Што правиме со регистрација? Дали во законските измени е предвидено да бидат регистрирани овие видови на во законските измени кои се предвидуваат, не знам во делот на регистрација и според мене не знам колку е паметно да се вместат со регистрација, но со некоја евиденција. Па ако ги земеме така, ќе треба и велосипедите да ги внесеме со регистрација, што според мен е премногу комплицирање и ќе ги отргнеме од возење со тротинети. Не мора да биде тоа некоја сума што ќе ја плаќа да ми го отежни. Чисто да бидат регистрирани, дека биде некоја символична цена колку да биде административно завршена работата, меѓутоа да се знае кој е чиво и зошто е. Се согласувам со тебе, но од аспект на безбедноста тоа нас како експерт од безбедноста тоа многу не ни влие. Нас повеќе ни влие сертификатот за управување со тротинет. Дали тие треба да поседуваат некое основно знаење или некоја возачка дозвола? Што сметам дека сега не сметам, имам некои информации во измените за законот дека ќе се подигне старосна граница на 16 години и дека ќе се полага исто како и децата кои управуваат со скутери до 50 до 49 сантиметра кубни ќе влезат во иста категорија бидејќи е потребно минимално познавање за учество на тротинети. Како што сметам дека треба не само за кај тротинетите, кои кај велосипедистите исто. Во голем дел од западните земји децата на 12 години, како што и кај нас е законот над 12 години смее да управува самостојно, подлежат на возачки книжки, каде што во самото училиште за велосипед извршуваат обука, заедно со полиција го проверуваат нивна спремност, им дават сертификат за положена, сертификат за безбедно управување. Ние минатата година имавме таква пилот програма во Струмица. Добро. Избравме 90 деца и да ти кажам искрено вроди со доста голем плод. Сите 90 деца кои го положија добија за награда кацига, кои сега низ градот веќе се гледат децата што стимулативно и се препознатливи, пошто сите има исти кациги, се препознатливи во оштеци. И сметам дека тоа треба и кај нас да се во Словенија знам дека не сме да вози дете помало од 14 години. Кај нас од 12. И таму е 12. Да вози подалеку од своето обкружување од малото без присуство на родител. Тоа е кај нас за деца помалку 10 години во законот. А веќе на 12 може да учествува самостојно во сообраќајот. Сакам да прашам за брзината. Рековте дека е 25 ограничено, меѓутоа сведоци сме дека многу побрзо возат тротинетите. Ако е законски ограничено од продавницата кај што ќе го купиме да биде 25, да има некакво ограничување таму, некаква стоперка која што нема да дозволува да се вози побрзо, потоа софтверски тоа дома сами го менуваме или се носи кај некои мајстори, како доаѓаат да возат по 60-70 тротинети? Самите може да се уверите дека во кој изложбен салон дојдете кај што се продават тротинети, во самата спецификација напишено максимална брзина 25 км/ч, што не смеат на таа спецификација да бидат пуштени. Истото ви и со електричните велосипеди. Добро. Значи законски на ниво на цела Европа се ограничена 25. После тоа не ми е познато, веројатно софтверски, веројатно со некои апгрейди дозволуваат ги прават над 25. Во Германија, по самата полиција има со нив носи уреди за мерење на брзината. Го става тротинетот на тој уред, му дава газ, го мере. Доколку развива брзина на 25 км/ч, одма го конфискува, го одзема тротинетот. Треба да препишеме од Германија некои правила. Во однос на оние деца ви ги рекол, тинејџери што се возат по двајца, сум видел и тројца се возат. По двајца на едно тркало. Колку е тоа безбедно, односно не безбедно? Што може во секундата да се случи? Самите гледаме, доправа ќе дојдеме, ќе имаме сообраќајни незгоди со нив и веќе ги имаме, што не се тешки исто за нас и за решавање и голем дел од нив завршуваат со тешки телесни повреди, па за жал и со смртни случаи поради неносењето на кацига. Во такви случаи најчесто телото, кога имаме таква сообраќајна незгода, мада и во услови кога сами учествуваат во незгода, бидејќи имајте предвид дека тие имат мали тркала на секое мало издигнување на
на тротоар или на нерамнина на коловоз, и самите Да, знаеме камче. какви ни се Така. инфраструктурата, он те изфрлува косистел према напред и првиот контакт што се ствара со земјата е најчесто главата, лицето, каде што и е најчувствително за настанување на повреди со смртни последици. Пред да ве прашам за инфраструктурата, сакам да прашам друго нешто, како експерт во вештачењето на сообраќајните несреќи. Колку е тешко да се утврди кој е виновен, кој е во право кога има ситуација со сообраќајни несреќи каде што е вклучен и тротинетот. Кочницата или триењето на гумите со автомобилска несреќа можете да претпоставите. Во делот на возила, велосипедисти има премногу трагите на кочење премногу истражувања, симулации правено кои ние се базираме по нив, имаме литература спремна за А сега ова е нешто новитет и имаме се поголем проблем кај нив. Заручно начинот на сопирање, дали сопирал, дали не сопирал, немаме диагностика за тие да видиме дали е во исправна состојба, не до кое ограничението, имаме премногу потешкоти. А не важат како пешаци па да имаат предност, така? Така, не важат како пешаци, не. Ако е на пешачки премон треба со максимална брзина 6 км/ч. Или да го сега ние да не го вози. Доколку ние немаме камера на пешачкиот премин, тогаш е проблемот да знаеме со која брзина бил во моментот на контакт, за колку време тоа растојание од моментот на генерирање на опасноста, тоест ние како возачи можеме да го перцепираме како опасност до наидувањето на точката на контакт. Колку тоа време е помало, толку е повеќе ослободително за возачот, бидејќи искрено ако ние не можеме да преземаме действие на сопирање, немаме такво време, бидејќи во населено место минимална временска реакција на возачот, само да ја перцепира опасноста, да даде наредба мозокот на ногата од педалата за газ да ја префрли на кошницата, поминува некој си 0,8 до 1 секунда. Се уште возилото ништо бра. А тој веќе стигнал. Што значи, ние уште не се активирани сопирачките, а он стигнал на контакт. Како може ние да бидеме виновни како возачи? Што правиме со инфраструктурата? Подготвена ни е за поголем број? Се почесто, како што кажа во најавата, можеме да видиме тротинети. Ако ги третираме согласно сегашниот закон, каде што треба на велосипедска патека или на тротоар, тога сметам дека условно имаме, но и немаме, имајќи во предвид За цела Македонија зборувам, не само за Македонија. Он те предвидува за тоа да се движиме не по тротоар, ама некој ќе ги видиме состојбата на тротоарот. Едно од градежниот дел, каде што е со бекатони, со дупки, ровови. Второ, самите гледаме колку тротоарот ни е узурпиран од возила. Колку тротоарите се наменети за дрва, што е според мене едно од најголемите проблеми за движење на лицата со попреченост, за мајките со колички. И тоа со корените што се пробиени и во нашата држава дрво да сечеш е светост ќе те казнат, а не гледаме без дозвола од локалната не смееш. Не смееш, а тоа дрво е незаконски посадено на тротоар, бидејќи тротоарот е површина за движење на пешаците. И ние ги ставаме дрвата на повисоко ниво во однос на жртвата, на мајка со дете, на лице со попреченост, бидејќи физички не може. Ако сметаме дека тротоарот најчесто не се 2-2,5 метри, на сред тротоар дрво со пречник од 1 метар, ни од едната ни од другата страна немаме технички услови за луѓето да помет, тоест за лицето со попреченост посебно. И така и доаѓаат на коловозот и настануваат сообраќајни незгоди. Затоа сметам дека се уште не сме баш доволно подготвени согласно сегашниот закон, но со поставување, третирање на тротинетите заедно како и велосипедистите, мислам дека ќе се створи подобра услови за движење. Но претходно мораме добро да ги едуцираме и самите тротинети, возачи тротинети да бидат свесни колку они самите се рамноправни учесници во сообраќајот. И дека нивното непочитување ги додедува ниво опасност затоа што они се ранлива категорија на учесници. Поради нивниот пропуст настануваат сообраќајни незгоди каде што они се позагрозени, многу полесно доаѓаат за разлика возачите на автомобили се во кабина, заштитени се колку тоа. Земам и за разлика од моторциклите. Или моторциклите. Во однос на тротинетите сепак се самата тежина, самата маса ги прави малку позаштитени во однос на пешаците и самите тротинети. Ако вие треба да го составувате законот, кои би биле трите клучни работи што треба да се воведе во законот за електрични тротинети? Што би направиле? Од тоа што се соочуваме сега со како недостаток, според мене прво и нешто што треба да ги пуштиме тротинетите заедно со велосипедистите и точно да ги регулираме на кој начин.
Исто така имаме пропуст со регулирањето на тротинетите преку пешачките. Ако ние ги ставаме со велосипедистите, тогаш на велосипедски премини исти ќе се однесат како велосипеди. Или доколку нема, како и самите велосипедисти, ќе морат пешачкиот премин да го поминат со туркање или со брзина не поголем од човечки од. Да, тоа сметам дека мора задолжително едукација сообраќајна, со што ќе добијат сертификат, дали ќе биде на ниво на возачка дозвола или возачка книшка некој си формат, тоа правно да не навлегуваме, сметам дека ќе се крене на многу повисоко ниво. Самите тие учесници да бидат свесни на кој начин треба да се понесат и што со нивото непочитување на правилата и прописите се изложени самите тие во сообраќајот. Родителите со најдобри намери им купуваат на децата, се ги сакаат најмногу и да ги остваруваат нивните желби, но дали грешат кога на 10 годишно дете ќе му купиш електричен тротинет? Веќе во неколку наврати со неколку родители, дури малку и во конфликт влегуваме, бидејќи на дете од 6-7 години им купуваат тротинети. Тоа е исто како да им купаш некое оружје, пиштол или сами да ракува. Тоа е убиствено. Они самите на таа возраст не се свесни за последиците што би ги направили. Исто така не се свесни со перцепцијата на брзината на другите возила. Дали со тоа ќе им го земат првенството, дали возачот ќе може да ги примети да се прекеј. Исто тоа сметам дека тоа што ни се случува сега со тротинетите не е повина на децата, туку повина на родителите. И сметам дека јас во пример да се ставам како личен, но мојата генерација не смеела да го помине булеварот сам. До 6, 7, 8 години. Камо ли да ми даде татко ми или некој од родителите, велосипед, пријатели да вози на булевар, па да биде учесник меѓу автомобилите да се вози со електрични управа. Законот препишува наведува минут под 14 години да не смее. Зошто тогаш на 15 години не им купуват автомобили, им купуват на 12 тротинети? Тоа според мене е... Да, исто е. Истото е. И двете се дори... Тоа и поопасно. Кога ќе земе по возилото и да настане незгода, може со многу полесни, ќе се чукнат и така натаму. А со тротинетот настануваат најчесто тешки телесни или смртни случаи. Малку фали. Доволно е со главата да падне на еден ивичњак на тротоар и така натаму. Се случувало неколку пати. Се повеќе ќе ги имаме тие проблеми. Сега од друга страна, колку ова или ова прекумерна регулација може да ги обесхрабри граѓаните, па овој вид на еколошки превоз да го стават во план Б. Не сметам дека е тоа премногу регулација, туку мораме ние да ги внесеме во системот. Секоја разлика ќе ни ствара тежност. Зошто како еколошки имаме и други превози и велосипед. Исто тоа е. Мислам дека нема да ги оттргне тоа, бидејќи тоа ќе биде се позачесто, но мора да ги ставиме во системот. Или пак ќе добијат сигурност, сега се знае кај можеме да возиме, колку можеме да возиме. Сметам дека се што ни се случува во делот на сообраќајни со пешаци, велосипедисти, сега и тротинетот е поради неедукацијата. Ние малку мораме да се насочиме во друг правец во користењето на тие алтернативни превози, тоест со едукација. Јас во многу наврати предлагам, како што има и во Словенија, уште од прво одделение да се изучува предметот сообраќај. Бидејќи ние децата од прво одделение ги пуштаме во школа, а децата немаат никакво основно познавање како да поминат улица, кога да поминат улица. Има многу интересен, апелирам до сите родители да отворат на страната на Републички совет за безбедност, има многу интересен прирачник за родителите. Како родителите да ги доцираат децата и како родителите со нивните постапки подсвесно влијаат за сегашната ситуација во сообраќајот на децата. Ако таткото сам не става безбедносен појас, ако таткото помине на црвено, ние несвесно децата со нас го учиме на тоа. Тоа подсвесно влегува во нив, тоа влијае на сотек на времето на таа наша сообраќајна некултура, да наречем, дека ние самите ја создаваме уште децата кои се во најмала возраст. Нека се донесат измените или да ги видиме официјални какви се, пак имаме повеќе време да зборуваме, така заокружиме овој дел со тротинетите и да се надеваме дека што помалку жртви и инциденти ќе има на улиците, да преминеме и на глобално на сообраќајот, сакаме на оценка за моменталната состојба во сообраќајот. Се уште доста алармантна, според мене. Алармантна се уште. Ова година има подобрување со бројот на сообраќајни незгоди, но се уште е доста алармантно. Се уште не гинат премногу луѓе по патиштата. Safe City до некаде ја
Јас мири ситуацијава. Некако повеќе никој не брза никаде. Сейф Сити ни даде многу добра насока дека не е се во брзањето, туку е во планирањето на времето. Но еве, пред некој ден го слушав и министерот за внатрешни работи за бројот за намалените сообраќајни незгоди, во директна причина го стави Сейф Ситито, што јас искрено не се согласам со тоа да Сейф Ситито ги намали бројот на сообраќајни незгоди, но сметам дека повеќе за намалувањето сообраќајните незгоди е се почестат појава на контролата низ улиците. Тоест, возилата кои се опират пресретачите, тоа многу повеќе. Еве, ги има се почесто. Ги има се почесто. Еве зошто тој зашто таа компарација? Еве јас повеќе работам на делот Гевгелија, Струмица, Радови, Штип тука. Значи тука немаме Сейф Сити. А имаме скоро 40 до 50% намалени сообраќајни незгоди и загинати во сообраќајни. Ама патроли? Истиот период од 1.1.2025 до 1.6.2025 во однос на 1.1.2026 до 1.6.2026. За колку намалување? Значи, во Струмица има за 50% смртност намалено, Гевгелија некаде има за 40% намалени сообраќајни незгоди, Радовиш исто така, а немаме Сейф Сити. Што значи, веќе излегува на видели на движењето на контролите на полицијата која дава до знаење. Кои прекршоци најчесто доведуваат до фатални последици? Најчесто од искуство, да кажам, да ги напомнам како вкрстени судари, но најчесто во тие претекнување на полна лента на најмногу вкрстените судари, тоа е посебно во населено место каде што имаме доста неприлагодена брзина и возила кои се уклучуваат од споредни улици, каде што возилата не може да направат вистинска перцепција, тоест не го гледа, ама не го очекува. Еве вие како возач гледате возило на 100 метри, не може да го чекате да се вклучите, бидејќи вие сметате дека он се движи со прилагодена брзина 40 или 50. А тој оди со 120, значи тоа е една од поголемите причини. Исто така, претекнувањето е прекршок кој доведува до катастрофални последици и во последно време имаме се повеќе преминување на возила во спротивна лента без причина. Што ние во судска постапка не можеме директно да ја поврзиме со причината мобилен, но сметаме ние како од фелата за вештачење дека се поголема причина за тие сообраќајни незгоди е користењето на мобилниот телефон, што ние немаме доказ во постапките да го ставаме во директна причинска врска, но факт е дека зголемувањето на преминување на сообраќајни со преминување во спротивен правец е резултат на тоа, имаме се повеќе сообраќајни незгоди налет на возила од позади. Што истото го поврзуваме со користењето на мобилните, тоест одвлечено внимание на возачот кој најчесто е поради телефон, тоест социјални мрежи. Социјални мрежи, кога го правев, се враќа пред некој ден од работа, секоја пета кола возачот немаше телефон во рака, или се пишува порака, или се гледаат кратки видеа. Тоа што научивме да возиме со 35-45 на час ни даде сигурност дека можеме да гледаме видеа, да пишуваме порака и да управуваме возило. Не се согласувам дека смееме тоа да го правиме. Не смееме, меѓутоа добивме на таква сигурност каде што чим секој пети не го прави тоа, другите четворица лагодно си седат на возачкото седиште и си куцкаат пораки и си возат со едно око гледаат, тоа не направи малце. Еве кога навлегуваме во тоа, во една стручна минимална анализа ќе ви направам, ако ние се движиме со брзина 36 км на час, тоа значи дека ние за една секунда поминуваме 10 метри. Погледнувањето во телефон и кревењето на погледот горе, само да го спуштаме горе, поминува 1,5 до 2 секунди. Так. Што значи ние тоа сме поминале 20 метри. Во тие 20... Со тие 35 ако возиме. Со 35, не збориме со повеќе. Со 36 е 10 метри во секунда. Што значи, не дај Боже да се појави, ние немаме техничка. И за тоа можеме сообраќајката одма да ја направиме. Зато ги имаме тие удари од позади. Напред тој не гледа, тој пишува порака. Застанал, закучил, пред него возил и од позади следниот. Или
доаѓа патот во блага кривина во десно или во лево, он го задржува правецот за движење и му навлегува на возилото од спротивен правец. Ги имаме се почесто такви сообраќајки кои ние не можеме да кажеме дека се од мобилен, но фактот е и самите гледаме што се случува во сообраќајот. Не може вие на автопат возите со едната рака, другата телефонот во рака. Да. Затоа сметам и Safe City треба да премине и на таквата анализа. Освен брзината, задолжително мораме што побрзо казнување за користење телефон и казнување за неносење на појас. Државата мора да се заштити. Се повеќе сообраќајни незгоди имаме со смртни последици каде што возачот или совозачот не носи. Тоа сакав да прашам ако сме Па искрено ти кажам, јас сигурно може да ти тврдам дека од последните 15 години колку што вечам, на 20 до 30 луѓе би биле со 100% сигурност спасени доколку носеле сигурносен појас. И не само смртни, тоа прави тешки телесни повреди, кое што дополнително го оптеретува системот. Ти ги спаселе. Едно што ќе ги спаселе, второ, ќе го спаселе системот, бидејќи секоја телесна повреда завршат луѓето во болница. Тоа повлечува персонал во болницата, хранење во болницата, кревет во болницата, сето неодење на работа болен, сето тоа повлечува пари од самиот буџет, тоест повлечува од сите нас. Да. И затоа мораме што повеќе да. Многу од возачите ќе спомнат. Која е причината што не сакаат да го? Не знам. Еве, јас искрено да ви кажам, не дозволувам и во позади тој што седи зад мене да не се каже. Да, веќе има и сензори во поновите автомобили каде што свират. Има сензори, имат користат лажнати со што поопасни. Во таков случај па ќе ни се отвори аербекот и он е смртоносен без самиот каиш. Или тие напред има, тој позади нема, при поголеми брзини луѓето што седат позади ги усмртуват на тие што седат напред. Како? Со самата тежина, со телот кога ќе дојде до судар, целата тежина го смечкува од позади. Тебе ќе те сопре аербекот и сигурносниот појас, но тој позади тебе ќе те набие во воланот и ќе направи смртни последици. Тоест те змечкува. Има доста видеа, еве гледачите апелирам да ги погледнат на YouTube, да напишат за такви видови на судири, ќе видат што се случува доколку тој позади не користи каиш. Колку е штетно за самите вас, поштетно за самите вас напред отколку за тие позади што седат во возилото. Сакам да ми ја оцените сообраќајната едукација на младите возачи. Една од најголемите причини за тоа што не се случува во И се почесто гледам млади возачи со екстремно јаки, кога зборам јаки со кубикажа јаки автомобили кои што ги возат. Да, се појава се почесто, ние гледаме преку самите сообраќајни незгоди, бидејќи после во самата после настанување сообраќајната незгода, бидејќи управецот возил со недозволени, бидејќи ако е возач почетник до 23 години, вози до 74 киловата, тоа веќе самото осигурање не ви исплаќа штетата. Да останат здрави и живи осигурани, тоа веќе тоа ше... Да, ама ако еве ти ќе останеш здрав, другиот ако почне. Да. Што значи тоа? Не само од делот на казна на политика за што ќе одат, туку финансиски што значи тоа за едно семејство. Сето тоа повлекува влог, а ги има се повеќе и повеќе. И не е само тоа, управувањето под алкохол кај младите, кај нив е најчестата пропуст. Исто така, статистички најголеми учесници се возачи до 23 години и возачи над 64 години. Кои што пијат? Не, најчесто учесници во сообраќајни незгоди. Овие поради користење на алкохол или поради агресивно возење, а постарите поради намален рефлекс за избегнување на сообраќајни забавени својства за управување и така. Што смятате дека ете освен појасите и што рековте за Safe City да се воведе и телефоните, што друго треба да се направи и да функционира подобро овој систем, секако сите сме да биде на територија на цела Македонија. Во делот на безбедноста сметам дека треба МВР да продолжи на тој начин со воведување на повеќе мерки како унапредување, пуштање на возилото кои веќе ги гледаме по автопатите, мобилни радари да се воведат задолжително по репочтувањето, почести контроли за алкохол во ноќните часови, пошто тоа е еден од големите, што побрзо воведување на наркотест за време на сопирањето, пошто се повеќе не се појавува во сообраќајните незгоди при анализа на алкохол и на
средства за психотропни супстанции се појават како позитивни после анализата после сообраќајната незгода. Тоа така да мораме да почнеме ние превентивно да се прават тие тестови, мислам дека МВР се уште ги нема пуштено за контрола. Да, претпоставувам дека тоа би било ако има некакви сомнежи дека возачот е под дејство на тоа ти би било исто како и за алкохол, кој ќе го види само тоа изнесување, тоа ти ви дава, тогаш ќе му направи. Сега немаме. Мора да го носиш на доктор, ама тоа треба да има причинско последичка да направи сообраќајна незгода само во такви услови. Добро. Овде ни завршува времето, јас ви благодарам за информациите што ни ги дадовте, ќе ги чекаме сега, како што рекав, она што беше прва наша тема за електричните тротинети кои ќе бидат измените во законот за управување со електрични тротинети, се надеваме за Safe City поголема примена и она што е клучното, да нема жртви во сообраќајето. Ви благодарам уште за Ви благодарам и на вас и апелирам на родителите малку повеќе да посветат внимание на едукацијата на децата со тротинети пред да им ги дозволат на употреба, се додека не стапат на сила законот, новите измени на законот за безбедност. Господин Споменов, благодарам уште еднаш. Почитувани, овде завршуваме со овој аргумент плюс за денеска. Останете со програмата на телевизија 24. Од мене пријатно.